Полициската работа за мене беше предизвик. Значи, представуваше предизвик една жена, женско девојка тогаш, значи да учествуваат во професија што е претежно машка, значи сите ја третираат како машка професија. Розита Николовска, 28 години, е полициски службеник, откако во 1992 година се вработила во полициската станица во Охрид. Но вели дека за разлика од тогаш, денес работите се променети и оти се повеќе жени се дел од полициските тимови. Открива дека луѓето со недоверба на почетокот гледале кон жените полицајки. Беше потешко, значи луѓето не беа навикнати да гледаат жена полицаец. Им беше чудно. Тие мислеа дека ние ќе сме во канцеларија. Нејзината помлада колешка Марија Рисеска, која 3 години работи во полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Охрид, вели дека жените стануваат се похрабри и посилни и оти успешно се сноѓаат во така наречените машки професии. Веќе не е, да речеме, табу тема жена полицаец, веќе станува нормала и баш тоа ме радува, бидејќи немаме реакција од возачите од типот леле ти си женско, ќе ме застаниш или што ќе направиш сега. Буквално не прифаќаат рамноправно со мажите и едноставно кога ќе настапиш професионално и кога ќе ја работиш работата, воопшто полот не представува пречка или проблем. Марија се одлучила за оваа професија сакајќи да придонесе во развојот на општеството. Да бидам вклучена активно во создавање на побезбедни услови за живот и тоа беше една од причините за кои се пријавив. Нашата професија е таква, не знаеме во каков ризик може да се најдеме секојдневно. И двете се охрабрувачки пораки до сите припаднички на поднежниот пол да покажат дека се равноправни со мажите. Да не го сваќаат како пречка тоа што е машка професија, да речеме условно. Едноставно тоа да му биде мотивација да влезат во таа професија и да работат баш најдобро, да се покажат во најдобро светло. И тоа е предизвикот да се успее во таква условно кажано машка професија. Можам да кажам дека ги скршивме сите предизвици, поминавме преку многу тешкоти и маки, меѓутоа со поддршка од колегите. Ние успеавме да се носиме рамо до рамо со нив и да постигнеме резултати исто како и машките. Мојата храброст победи и јас сум среќна што успеав во оваа професија и уште малку веќе бројам до пензија. И Розита и Марија се грижат за регулирање на сообраќајот низ главните охридски сообраќајници. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.